Новиот реновиран објект кај градскиот базен и летната дискотека е одлично место за уживање на граѓаните, како за најмалите, така и за повозрастните. Во неделата базенот беше посетен од граѓани кои уживаа во целодневната програма и убавиот амбиент на градскиот базен таква. Штандовите и кафулето на базенот беа исполнети до последно место, а на топлото време и убавата топла вода се радуваа присутните кои го користеа. Убаво место, значи до сега немаше вакво нешто направено, убаво за децата и до сите граѓани на град Кочани и пошироко да дојдат да се забавуваат. Да, добро, не е како старото што беше. Како да се допаѓа на базенот? Убаво. Секој ден доаѓаш? Да. Па, задоволен сум новиот изглед, многу подобро од лани. Вчерашниот ден помина со организација на мењата за помалите. Нив ги забавуваше познатиот Марко од емисијата Дај побрзај, кој за нив имаше подготвено караоке шоу на кое сите заедно пее и се забавуваат цел ден. Искрено, воопшто не ми е напорно. Значи, ако во нешто уживам, тоа е во работа со дечиња. Затоа што имаат нели она посебна детска енергија, чиста енергија и ме подмладија. Ако ме побела косата од ден на ден. Примив едно делче фактички малце за дечињата да имаат нели интеракција, така ќе пробаме да направиме детско караоке, да пеат, ќе играат најразлични игри во базенчињата, ќе им организираме тркајте во пливање. Така пред се ќе се забавуваме една интеракција како што реков со дечињата. Потоа забавата продолжи до раните утрински часови, а кочанчани ги забавуваа кочанскиот бенд Шекспир. Целодневна програма организирана од сопствениците и менаџерскиот тим на овој летен објект привлече голема посетеност, како од Кочани, така и од другите соседни градови. Велат дека организираноста е на високо ниво и се надеваат дека во иднина ќе се продолжи со ваквите забави, кои се организирани за сите генерации. Инаку објектот располага со повеќе лежалки, шанк, сендвичара и детско катче, кое може да го користат сите дечиња.